Почитувани, добар ден во ова попладневно септемвриско лето, топол ден и време 14 часот, време за старт на отвореното студио на 1 ТВ. Веќе знаете вие што следите. Маратонски отвореното студио од 14 до 23 часот на фреквенцијата на 1 ТВ. Знаете, мој партнер во секоја среда е Борјан Јовановски. Боко, добар си? Добар, денеска малку беше динамичен, да. Напнато, малку сум, сега, само и што... испотен и... Да. Ќе мора после да се посредам за да ја продолжам програмата, ама мислам дека вредеше целава работа. Напорот вредеше, а? Не знам дали да најавувам или ќе, пошто целата работа не во неизвестност како ќе имаме до крај доста да изјави, да. Правев интервју со Али Ахмети до сега и затоа и малку доснев. Кажа нешто битно, Ахмети? Па мислам дека ќе бидем интересно за публика да се чуе. Мислам дека има интересни пораки, има една теза која вака мене ме изненади дека за членството во ЕУ и НАТО ќе значи дека за албанците ќе значи стоп на сите претензии кои, како што вели он, постојат на истокот да владеат со албанците. И таа теза он ја разработува во интервјуто. Се разбира, има интересни ставови и околу неговите бивши коалициони партнери ВМРО ДПМН и односот кон референдумот и така натаму. Во секој случај добро е да го за референдум. Да. Така како и сите од власта. Да, мене ми е дури малку чудно што е толку оптимист, но ете, Добро, може би така треба да биде оптимиста. Да, имаме и многу други работи. Ај со ретацо денеска, што е Уставен суд е главната денеска денес? Практично вест на денот е Уставниот суд. Најавата дека ќе ја отворат трите преставки споени во едно, да се донесе времена мерка за стартот за одржување на референдумот. Уставниот суд тоа го расправаше. До мене е колешката Гордана Дувњак, она е наш експерт за правните работи, за судството. Атовска да ја чуеме на почеток, да видиме што ќе ни каже. Да, на почеток репортерот. Атовска е таму. Атовска? Дали имаме Атовска режија на линија? Ја нема Атовска? Добро, Гордана нека ни објасни на почеток само што се случуваше додека се вклучи Атовска. Да, како што е познато, денешниот ден се чекаше со големи очекувања, бидејќи трите... И имаше изненадување по најавата дека судијата известител ќе побара да... Да. Значи, беа трите иницијативи споени во една. Иницијативата уште на 30 јули 2018 година, значи ја поднесе Сдруженијето Левица и Димитар Апасиев, Светскиот македонски стандардно конгрес Тодор Петров и еден граѓанин од Куманово. Тие беа споени во една. Денешната седница помина, значи, во знакот на расправата на оваа иницијатива. Предизвика огромен интерес. Само да те прашам. Изненадена ли си дека баш денеска Уставниот суд реши да расправа или... Изненадена сум зашто тоа се направи на 11 дена пред референдумот. Може Атовска на телефон да ја слушнеме? Да. Атовска? Да. Ајде, повели, ти ја следеше отворената седница на Уставниот суд. Кој е исходот и како течеше? Вака, со 7 од 9 гласови беше отфрлена иницијативата до Уставниот суд за стопирање на референдумот. Предлогот за времена мерка на судијата известител Елена Гошева беше поддржан единствено од судијата Јосиф Јосифовски. Први за збор по образложението на Гошева се јавија новите судии во овој состав, тоа се Дарко Костадиновски и Осман Кадриу, а Јосифовски реагираше по нивните излагања со оценка дека не ги почитуваат подносителите на иницијативата, пошто председателот на судот му кажа дека секој судија може да се го искаже својот став. Тука Јосифовски дојде во мала преписка со председателот на судот, пошто продолжи расправата. Судиите кои гласаа против предлогот истакнаа дека одлуката за референдумот нема суштински недостатоци, а тврдењето дека прашањето е нејасно ја потценува интелигенцијата на граѓаните.
Одлуката се заснова на државни интереси и не треба да биде предмет на анализа на овој суд, рече судијата Османи. Судиите го оценија како апсурдно тврдењето на Гошева дека поставеното прашање всушност треба да се подели на 3 прашања и да се гласа на 3 различни ливчиња. Бидејќи според нив прашањето е зависно сложно и вака поставено, единствено вака поставено дава јасна слика за што се консултираат граѓаните. Гошева уште на самиот почеток рече дека нејзиниот став порано излегол во јавност благодарение на некои внатрешни сили, а пред затворањето на расправата, односно пред самото гласање, Јосифовски обвини дека судиите работат под притисок и дека со нив било разговарано пред седницата, меѓутоа тој не кажа ништо во смисла на тоа. Кој разговарал со тие судии? Објасни ли? Токму тоа, Кабранов не даде судијата Јосифовски таква квалификација или пак не даде таква изјава, само кажа дека судиите работат под притисок и дека најверојатно некој разговарал со нив пред одржувањето на оваа седница. Надвор од судот пак подносителите на иницијативата по самото завршување на седницата дадоа изјава за медиумите, тие најавија дека изјавите ќе ги слушнеме, да? Дека ќе го бойкотираат гласањето, дека нема да излезат на референдумот. Тоа би било се за сега. Атовска, ти благодарам. Гордана, еве, било во судот малку тензично, председателот си дозволил да каже дека дури дека има притисок врз судиите, а не кажал кој им вршил притисок. Не, јас колку што разбрав, судијата Јосифовски тоа го рекола, не председателот Ивановски. Да, ти подобро ги знаеш кои се. Меѓутоа, како и да е, многу интересно. Особено што во изминативе 2-3 дена наголемо се зборуваше околу тоа каква ќе биде предлог одлуката на судијата известител Елена Гошева, која што не треба да заборавиме дека е поранешен председател на Уставниот суд. И она што за мене беше интересно е начинот на гласање, кој што можеше да се предвиди откако почнаа да се јавуваат. Првите спекулации беа 5-4, сега излезе 7-2. 7-2. Сега. Зошто 5-4? Затоа што во изминативе, особено последните 3 години, постоеше едно јадро во Уставниот суд, предводено со председателката Гошева, која што беше Ивановски, така судија и известител, кој што успева многу деликатни одлуки со надгласување да донесат и не случајно во изминативе 3 години имавме многу случаи на издвоени мислења, особено во тој дел. Да, законот го дозволува тоа да биде издвоено. Се разбира, судиката Наташа Габер дури и книга со издвоени мислења објави. Меѓутоа, она што за мене беше многу интересно се 2 момента. Прво, се до последен момент непознаница беше начинот на кој што ќе се изјасни еден од најновите членови во Уставниот. На предлог на председателот, на тој мислиш? Да, на Дарко Костадиновски, кој што тој е уставен судија на предлог на председателот Иванов. Заедно со професорот Осман Кадриу се предлози на председателот на државата, но она што е уште поинтересно е што тој доаѓа директно од кабинетот на Иванов, каде што долги години беше државен советник за надворешна политика. Може да објасниме за тие што не пратат како нас во континуитет, што конкретно се спореше во предуставниот суд? Прашањата се спореше одлуката за распишување на референдум на 30 Зошто, со која аргументација? Главниот аргумент беше дека не може да биде дека дека референдумот не може да одлуката на референдумот мора да биде задолжителна. А не консултативна. Потоа дека собранието не донело посебен акт во кој што ќе се произнесе дека влегуваме во сојуз со други држави, или попросто кажано дека собранието нема донесено одлука
за влез во ЕУ Европска унија, да. и во Европска унија, што не е услов нели за НАТО, каде што имаме, туку дека во изминатиот период во неколку наврати собранието само декларации донело. И трета работа е формулацијата на прашањата. И формулацијата која што според иницијаторите е многу несмасна, сложена, збунувачка и составена од 3 дела. Меѓутоа, во изминативе неколку денови имавме, и во нашата телевизија тоа беше објавено, и телефонски изјави од неколкумина поранешни уставни суди, председатели на суди, кои што укажуваат дека во согласност со праксата досегашна, дека нивните очекувања се во насока да се отфрли иницијативата и да не постои пречка за референдум. Затоа што, да се разбираме, доколку поминеше предлогот на судиката Елена Гошева, таа предвидуваше во една и времена мерка. Мораториум, значи на целиот процес. Мораториум на сите активности. И колку би требал тој мораториум? Тој мораториум до донесувањето на конечна одлука. Сигурно на 30 септември немаше да може да има референдум. Секако, да. Ајде да ги чуеме, може ли се изјавите про и контра оваа одлука? Професорот Фрчковски, судиката Габер и подносителот Апасиев и Тодор Петров. Ако веќе претходел процес на ратификација во самото собрание, Уставниот суд на некој начин, ако интервенира, би се нашол во некоја многу незгодна положба, па затоа да биде арбитар на нешто што би требало да биде прифатено такво какво што го завршило процесот на ратификација во собрание. И од таа причина, во најголем број случаи, Уставниот суд, иницијативите што се однесуваат на ваквите прашања, ги отфрла. Ги отфрлаше сите иницијативи кои што се однесуваа на времената спогодба, токму бидејќи се работеше за кој што го помина процесот на ратификација и тука сметаше дека нема своја позиција за одлучување во таа смисла. Иницијатива која се базира врз намерна манипулација на фактите, во прва смисла. И вториот факт на кој се базира, колку што можам да прочитам од таа дробена каша во иницијативата, е дека зашто е тој консултативен, а требал да биде обврзен, или зашто воопшто е консултативен, ако е консултативен, требал да биде пред да се ратификува договорот од Преспа. Повторно е каша во главата на иницијаторот. Сега, дали влегуваме во Европска унија? Второ прашање, па сега нема везе со првиот став. Се врзува за договорот во Преспа. Договорот во Преспа, како меѓународен договор, стапува во сила со подпишување и со ратификација. Кај него нема услов никаков референдум да се прави. Тоа што они одлучиле претходната власт, па и сегашната власт прифатила тоа референдум, е дополнителна можност за проверката, не е обврзна. Договорот е веќе стапена сила. Тој предизвикува последици. Консултативноста на референдума во таа смисла е што сега тој предизвикува крупна последица, тој е уставна измена. И целата потврда се поврзува со тој процес. Таа уставна измена допунски следи во ноември, значи референдумот токму пред таа, да ја овозможи неа. Како што вели опозицијата, доколку помине референдумот, тие ќе се поклонат во смисла метафорична, дека ќе го поддржат иницијативата за уставна промена. Затоа исто така референдумот има логика. И во таа смисла, велам, уставната иницијатива е правно лошо направена, манипулативна и добро е што е отфрлена, сметав дека ќе биде отфрлена како недопуштена и така се покажа. Тоа се покаже како точно Уставниот суд донесе правилна одлука. Одиме понатак. Одлуката на Уставниот суд за нас е неприфатлива. Судиите во расправата беа контрадикторни, имено отфрлија расправа за договорот со Грција, бидејќи не е предмет на расправа, но заклучија дека со референдумското прашање не се гласа за Европската унија и за НАТО, туку за договорот со Грција, со кој се врши промена на името на државата. Времено се суспендира референдумот од 8 септември 1991 година, кога народот во апсолутно мнозинство гласаше, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат, без додавки и без придавки. Иако одлуката на референдумот по устав е задолжителна
Судот за жал сметаше дека Европската Унија не е дури ниту сојуз на држави за кој треба да се распише референдум. Според нас, бојкотот останува како единствено масовно средство за враќање на правната држава. Тоа значи дека доколку нема нова одлука за преименување на државата, останува во сила старата одлука од 1991 година. И вие како особено апелирам на истражувачките новинари да го испитате можното сценарио кое што еден од уставните судии го индицираше, го кажа на самата седница, а тоа е дека уставни судии кои гласаат да не се поведе постапка претходно биле повикувани на разговори. Наше е како јавност да видиме каде тоа и кој тоа ги повикувал судиите и се обидувал да им влијае врз исходот од оваа иницијатива. Па добро, би требало Јосифовски да каже кој го повикувал или како го повикал, тоа не би било, мислам, добро би помогнал да се премногу сериозно обвинување за да остане само така да лебди како што и Груевски викаше дека ги викаат и им вршат. Гоца, кажи, со ова е конечна одлука сега, бидејќи Петро вика не ја признаваме. Да, ова е конечна одлука која што ќе биде објавена. Значи Уставен суд нема повеќе што расправа на тема референдум. Прашањето за референдум е завршено за Уставен суд, ќе биде објавена во службен весник, на веб страницата на Уставен суд ќе биде исто така објавена и да, нема нова расправа. Имаат право судиите Гошева и Јосифовски да напишат издвоено мислење. Веројатно и ќе го направат тоа. Да. Па ќе видиме. До сега нема пракса да пишуваат одвоени мислења. Инаку, чинам дека малку изненадување и гласањето да не помине оваа иницијатива и гласал и председателот на Уставниот суд Бранко Иванов. Ивановски, да, тоа е едно од најголемите изненадувања. Инаку на кладилниците беше, условно викам, кладилници беше дека 5-4, па и тоа е во тие што ќе биде да помине иницијативата. Сите овие години и неговото учество во работата на Уставен суд се гледаше низ призмата и во пакет заедно со Гошева. Тие речиси истовремено дојдоа во Уставен суд, блиски на претходната власт, меѓутоа и работеа заедно. Да не заборавиме дека Гошева и Ивановски дојдоа, последното нивно работно место беше во Советот за јавни обвинители. И значи во 2012 година во Уставен суд. Интересно беше за Гошева што таа се пензионираше, па беше избрана во Уставен суд. И во моментов тие се едни од најстарите членови во Уставен суд, кои што, како што се знае, уставните судии имаат најдолг мандат од сите избрани функционери од 9 години. Неколку месеци порано избран Владо Стојановски, судијата од Врховен суд, а подоцна значи и судијата Јосифовски, кој што гласаше нели заедно со Гошева. Не, Јосифовски, ако се сеќавате, долго време работеше во Државна изборна комисија и во еден период и беше и председател на Државната изборна комисија во времето кога Бучковски беше премиер и кога се сеќавате веројатно дека тогаш беа прифатени сите предлози на тогашната опозиција, каде што првиот услов беше председателот на ДИК да биде избран по предлог на опозицијата. И Јосифовски беше во тоа време предлог на ВМРО. Да прашам околу судиите, еве сите овие приказни, сега има нови ситуации. Панчевски е на распит околу Акмисот, осомничен. Вангеловски, Врховен суд, исто така. И во извештајот на СЈО судии кои се работувале со УВК. Што се случува во судството? Сето тоа почнува ли така различа кредибилитетот или довербата која и онака беше на некој на некој начин можеби почнува и разврската во тоа. И оваа власт како да не знам што она не може многу да прави за да се меша, но што не може да се меша, меѓутоа очекувањата и на јавноста и стручната и демократската јавност беа дека некои процеси во судството ќе одат побрзо. За жал тоа не оди така лесно. Може би беше прехрабро да се очекува дека актуелниот судски совет
ќе се охрабри, ќе се одважи да го направи, да направи известно прочистување на сите оние суди за кои што се зборува дека биле дел од монтирани судски процеси и носеле одлуки по порачка и по диктат. Меѓутоа, мандатот на членовите на судски совет истекува на крајот на годината и веројатно ќе треба да почекаме да биде избран новиот судски совет, па да си ги земе работите во своји раце. Во декември. Во декември, а постапката за распишување на огласот е 3 месеци порано. И изборите се меѓу судиите? Меѓу судиите, непосредни на тајно гласање. Меѓутоа, во овој момент е се уште нејасно на кој начин ќе се гласа, затоа што имам чувство дека поради референдумот некои процеси се одложија. Требаше веќе третиот корпус и на најзначајни судски реформи да биде донесен, а тоа предпоставувам дека ќе се случи после завршувањето на реформи, каде што треба да има многу појасна позиција судскиот совет, кој што се предлага, така е барем во стратегијата за реформи во правосудството, да биде полупрофесионален. Тоа значи дека треба да се изврши депрофесионализација на сегашниот судски совет, каде што тие се нели како функционери вработени во судскиот совет и со цел да се вратат повеќе на својата судиска работа, ќе треба половина од своето работно време да поминуваат во судница, а другата половина не, само да одиме на уште малку имаме. Само да ја прашам за овие четворица судии кои што на некој начин се ово извештајот што го имаше, ги жигоса во јавноста дека од преслушуваните бомби. Добро, тоа се истите судии кои што се споменува во бомбите. Но кој е кредибилитетот сега они да носат одлуки судски и да судат? Ацо, беше многу по-логично уште кога се објавија судиите сами да се повлечат, а тие не само што не се почувствуваа жигосани, туку и донесуваа одлуки, ама ќе видиме, мора да има некаква разврска и некакво расчистување во судството и меѓу судиите. Сериозна катарзата. Да, затоа што грефе сите да се обвинат дека се нестручни и ispolitizirani. Дека веројатно поголем број се стручни. И стручни, и честни, не се стручни се и овие, но прифаќаат можеби нарачки од власта. На тема суд денеска е актуелно ново рочиште за 27 април, нови сведоци, имаме таму репортер. Да, Игор Стефановски е таму. Игор, го имаме ли на линија? Го имаме ли Игор на линија, режија? Ева, од режијата ми јавуваат дека се обидуваат да воспостават контакт со Игор Стефановски. Четворица нови сведоци, еден пратеник, професорот Ферид Мухич, градоначалникот Курто Дудуш. Да, и колешка новинарка Душица Мрџа. Тоа се колку рочишта ќе потрае веројатно. Трае, бидејќи има многу сведоци, има многу обвинети, 33 обвинети. Да. Може би ќе го дочекаме денот кога и ќе се прошири истрагата. Може ли таму адвокатите да играат на застарување на случајот? Или тука не може да застари како овие од сега? Премногу свежо и премногу интензивно и динамично го тера судиката Добрила Кацарска, да. Денеска имало барање и за незино изземање. Наводно некои од жртвите оштетените бил роднина со Кацарска. Тоа е работа сега на председателот на Кривичниот суд да оцени дали тоа може да влие. Џолев, да. Џолев, меѓутоа не верувам. Судиката Кацарска е толку длабоко навлезена во случајот, бидејќи промената на председателот на судскиот совет би значило враќање на целиот процес на почеток. Би било премногу наивно да направиле таков пропуск. Меѓутоа адвокатите се разбира сите можности ќе ги искористат. Игор Стефановски. Игор, докаде испитувањето на сведоците за осомничените во крвавиот четврток? И кои се моменти интересни да... Во овие моменти сведочењата прекина и за првиот сведок Воцевски, вработениот во
собранието и пред малку заврши сведочењето, односно испрашувањето на пратеникот Мухич. Пред малку, пред да биде повикан да сведок судската сала Курто Дудуш, градоначалникот на Шуто Ризари, му се слошено обвинетиот Митко Бешов во Мунир Пепик се извинувам, и во овие моменти има болничко возило пред кривичниот суд за да му се укаже лекарска помош на обвинетиот Пепик. Ова е на новата информација од кривичниот суд. Предходно во сведочењето пратеникот рече дека забележал некој од во собранието забележал дека имало лица кои што давале конструкција, односно кои што давале настоки за да се ја инструирале толпата, така? Молам? Толпата ја инструирале каде да се упати, каде се пратениците на кои што им биле цел. Така, тоа го рече пратеникот Ферит Мухич во кривичниот суд, но не ги забележал тие лица кои биле и не можеше по-конкретно да даде околу нив. Не можеше да ги препознае. Да. Друго нешто интересно, Игор, од денешното сведочење? Прvom да напоменам дека ни е слаба комуникацијата, но претходно сведочеше во кривичниот суд вработениот во собранието Сашко Коцевски самостоен референт во системот за електронско гласање. Тој кажа дека тогашниот председавач на собранието Трајко Велјановски, откако ја завршил конститутивната седница, на него му било наложено да ги исклучи сите микрофони, но и да го прекине снимањето во законодавниот дом. Меѓутоа, кога се вратил во техничката режија во собранието, оттаму ги гледале вклучувањата со неговите колеги, но тоа не се снимало, бидејќи немало таква наредба во собранието, ниту од председавачот, ниту пак од генералниот секретар. Значи не добиле наредба од Трајко Велјановски да снимаат, чекале наредба. Да, ја чекале наредбата, меѓутоа наредбата ниту пристигнала, ниту пак било снимано, туку само визуелно можеле да гледаат вработените од техничките служби што се случува во собранието, но не и да се слушаат. Тој рече дека таму биле задржани повеќе од 2 часа во таа канцеларија за поизвесен период и откако побарале помош внатре од службите да им биде помогнато да бидат извлечени од канцеларијата, по известено време се појавил Горан Ѓошевски од собраниското обезбедување и вработените од техничката служба, конкретно за снимките во собранието, ги извлекол од зградата, односно ги препратил се до самиот излез. Игор, ти благодарам. Аз се мислам дека имаме уште само неколку секунди, кратко да најавиме што имаме како содржина во денешното отворено студио. Следно имаме за прогнозата за времето. И Славчо Поповски да ни раскаже што е со летото и оваа долга есен. Славчо од Струга, така нели? Да, какво лето имавме, што е со долга есен и дали ќе имаме откачена зима. Тоа е едно, па потоа одиме да најавиме дека имаме со подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски од 5 часот, се очекуваме да каже некои поконкретни информации околу позициите на ВМРО ДПМН во однос на референдумот. И како одиме после? Имаме едно кусо интервју со европратеникот Ханс Ван Бален, кој беше во Александар Палас на една тркалезна трибина. Вечер имаме едно во 9 часот, еден дуел Марија Ристова и Александар Стојановски од невладините организации за и про почеток на преговори со Европска унија поврзано со референдумот. И едно интервју така подолго со 15 на минути со Чедо Јовановиќ, српскиот либерал, кој што е, мислам, така познат на македонската јавност. Наследник на Џинџич. За Косово, зборува и за паралелите. И да не урочам, веројатно ќе стаса да се подготви интервјуто со Али Ахмети. Да. Сега ми се чини дека полека е време, Александар, време е за вестите.
Токму така, колеги, време е да ги проследиме најновите информации од земјата и светот. Пред да почнеме поред, предлагам најнапред да одиме со најавната шпица.